Почитувани гледачи, добар ден. Ова е дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме веднаш по кратките најави. Да се пријави дискриминацијата. Показна вежба за евакуација во Крстен Мисриков. Прирачник за работа со талентирани ученици. Локалното координативно тело за заштита од дискриминацијата со поддршка на ХЕРА денеска на пресконференција ги презентираше своите проектни активности кои што се однесуваат на поттикнување на граѓаните да пријават евентуална повреда на човековите права. Локално координативно тело го сочинуваат координаторот од Општина Куманово, представник на Народниот правобранител, на Министерството за правда за пружање на бесплатна правна помош и представници на невладини организации. Локалното координативно тело за заштита од дискриминација во соработка со невладината организација ХЕРА денеска ги представи своите проектни активности, а промовираше и спот за препознавање на дискриминација и како и каде може да се пријави. Локалното координативно тело е мултисекторско постојано тело на Општина Куманово, во кое што членуваат представници од различни институции и граѓански организации. Сите тие заеднички разменуваат информации и преземаат активности во насока на превенција, препознавање и заштита на сите форми на дискриминација на локално ниво. Заменик народниот правобранител Насер Весели, како член на локалното тело, рече дека граѓаните, освен кај другите институции и органи за заштита од дискриминација, од денеска ќе може да се обратат и кај локалното тело со верба дека ќе најдат вистинско место каде што ќе можат не само да пријават дискриминација, туку и ќе добијат соодветна помош за заштита при евентуална дискриминација. Постоењето на ова тело не значи дека другите органи и институции, како што се Народниот правобранител, Центар за социјални работи, полицијата, обвинителството и судот, кои согласно уставот и законите во своето работење се соочуваат и со заштита од дискриминација, ќе губат во нивната тежина и важност, туку напротив, очекувам дека телото, освен што ќе биде во голема полза на граѓаните, истовремено ќе представува и поддршка и поттик на органите, на овие органи и установи и други субјекти, граѓаните од дискриминација да може да се постигне, а ова мислим целта ќе се постигне само со меѓусебна работа и координација. Проектната координаторка од ХЕРА Елена Петровска потенцираше дека различноста во Македонија е секогаш на прв удар на понижување, усрамување и дискриминација, особено ако станува збор за припадниците на ЛГБТ заедницата, заради тоа што за оваа заедница најмалку се зборува и луѓето имаат најголеми стереотипи и предрасуди. Она кое што ние го работиме во рамките на проектот Собранието и локалните самоуправи во унапредувањето на правата на ЛГБТИ е на две нивоа, национално и локално ниво. На национално ниво соработуваме со Собранието на Република Македонија, односно таму поттикнавме како ХЕРА, како организација, поттикнавме формирање на интерпартиска парламентарна група за која што ќе се застапува за унапредување на правата на овие луѓе во Собранието на Република Македонија. Целта на проектот не е само спроведување на проектни активности и работење на проектот, него поттикнување на граѓаните да пријават повреда на човековите прави, да се заинтересираат за своите права и слободи, да се информираат и доколку забележат во било кој основ, дали тоа е работни односи, дали е тоа сексуална ориентација и родов идентитет, дали тоа е друга повреда на права, дали се работи за насилство, можат да пристапат кон некој од членовите во ова мултисекторско тело. На интернет има податоци за нив, ќе има и во ова кратко видео кое што ќе се прикажува. Целта е да граѓаните конечно и во нашата држава се охрабрат, се поттикнат да побараат помош, а не да бегаат од институциите, мислејќи дека нема кој да им помогне. Координаторот за еднакви можности на мажите и жените при Општина Куманово Цоки Ристовски потсети дека локалното координативно тело е формирано со одлука од страна на Советот на Општина Куманово на почетокот на 2017 година, а врз основа на меморандумот кој Општина Куманово во 2016 година го потпишала со невладината организација ХЕРА. Комисијата за еднакви можности при Советот на Општина Куманово активно треба да се вклучи за изготвување на нова стратегија за заштита од дискриминација и акционен план на што го пред малку спомнавме.
Тоа е во почетна фаза на изработување на стратегијата која што ќе биде 4-5 години и со акционите планови за предвидување на одредени активности. Оваа година Советот на општина Куманово по предлог на ова локално координативно тело усвои акционен план за 2018 година кој што нели при крај во почетокот на наредната година ние како локално координативно тело ќе поднесеме извештај до Советот на општина Куманово. Воедно сакам да упатам и апел до граѓаните на општина Куманово кои што мислат или се осеќаат дека нивните права се загрозени или дека не се остваруваат во доволна мера, може да се пријават, значи да пријават до оваа локално координативно тело, а локалното координативно тело врз основно своите законски надлежности ќе ги упати, односно ќе даде препораки каде може да ги остварат своите права и затоа и повеќе институции го сочинуваат ова локално координативно тело. Се надевам дека граѓаните на општина Куманово своите права ќе ги неостварувањето на своите права ќе ги пријават на ова локално координативно тело и на институциите кои што се надлежни за ова, за да можат да ги остварат. Тоа е забелешката. Кога треба да се прави едно координативно тело, треба да бидат вклучени сите засегнати страни. Јавен повик кој го видел, кој не. Сите имате мејлови од нас, можете да ни известите, но имате и телефонски броеви и мислам дека требаше барем една организација на лица со попреченост да биде вклучена во ова тело. Втората забелешка е што телото е на кат, каде што лице во количка воопшто не може да пристапи. Куманово е непристапен град. Ниту има спуштени тротоари, институциите се сите до една непристапни. Како овие луѓе да ги остварат своите права? Дискриминацијата на оваа категорија на граѓани се случува секојдневна. Јас силно како невладини организации кои што застапуваат се борат за правата на лицата со попреченост, ве замолувам да бидете многу гласни. Заради тоа што знаете, јас не работам во делот со лицата со попреченост, Хера, знаете, работи и со лицата со попреченост, меѓутоа би сакала да многу погласно се зборува на таа тема, заради тоа што проблемите на лицата, на луѓето, на граѓаните, на граѓанките со попреченостите како не се соодветно направени, иако законски сите институции, сите општини, така да јас силно ве повикувам да ги тужите. Значи се да ги превземите и користите сите своји законски норми, заради тоа што само така можеме да направиме промена. Локалното координативно тело го сочинуваат координаторот од општина Куманово, представник на Народниот правобранител, представник на Министерството за правда за пружање на бесплатна правна помош и представници на невладини организации. Во основното училиште Крсте Мисирков денеска се одржа показна вежба за евакуација на ученици при пожар со 2 повредени. Вежбата се реализираше во соработка со Црвениот крст на Република Македонија, како и општинската организација. Показна вежба за евакуација на ученици при пожар со 2 повредени се одржа денеска во основното училиште Крсте Мисирков. Вежбата се реализираше во соработка на училишниот тим на Црвениот крст, заедно со Црвениот крст на Република Македонија и општинската организација. Учениците од 6 до 9 оделение, заедно со наставниците и помошниот персонал, имаа должност согласно планот, откако ќе го слушнат алармот, правилно и бргу да се евакуираат во дворот. Бидејќи знаеме дека располагаме со голем број на дечиња и во случај на ваква елементарна непогода или земјотрес, за да учениците бидат правилно евакуирани согласно плановите кои ги добивме од Црвен крст, а претходниот ден и направивме обука на учениците заедно со помошникот директорот како да излезат правилно, како да се заштитат и да бидат евакуирани во случај на ваква непогода во училиштето. Инаку за истакнување дека во нашето училиште е формиран првиот училишен клуб во склоп на Црвениот клуб на ниво на општина Куманово, кој работи, како што реков, на работилници, на едукација, а и на крајот кога ќе бидат и евакуирани учениците, со вредните волонтери, младите волонтери на Црвениот крст ќе прикажат како да се укаже помош на повреден ученик. Општинската организација на Црвениот крст, заедно со училишниот тим од Крсте Мисирков, реализираа бројни работилници, хуманитарни и крводарителски акции. Прирачник за работа на наставници со талентирани ученици е финалниот продукт од 2-годишен проект на кој активно работеше основното училиште Толи Зордумис.
Проектот се реализираше заедно со училишта од Турција, Полска и Романија. Основното училиште Толи Зордомис денеска на завршна манифестација од проект промовираше финален продукт, прирачник за наставници за работа со талентирани ученици. Проектот, на кој работеше училиштето изминативе 2 години, е поддржан од Европската комисија и Турската национална агенција. Истиот се одвиваше во 4 фази, а во негова изработка учествуваат училишта од Полска, Романија и Турција. Сите наставници во една регуларна паралелка знаат и се обучени како да работат со нормални деца за секој за својата тема. Меѓутоа, како да препозна еден наставник талент кај дете во многу рана возраст и како потоа да му помогне да се развие тој талент и на во која насока да го насочи. Еминентни професор доктори беа гости во нашиот проект кои што ни помогнаа во изработка на овој прирачник и финалниот продукт на овој проект е прирачникот кој што денеска ќе го промовираме. Овој прирачник што го изработивме со колегите од другите држави, од Турција, од Полска, од Романија и ние, е практичен прирачник кој што може да го користат сите наставници во училиштата. Тоа значи дека внатре во него имаме прашалници кои што можат да ги искористат наставниците за идентификација на ученици и тоа прашалници од кои што се зададени со се прашања, со се клуч за одговори и се она што е потребно за да може да биде искористено за работа со деца со талент. На промоцијата на прирачникот присуствуваа представници на основните училишта од градот. Инаку основното училиште Толи Зордомис во моментов активно работи на 5 проекти од Еразмус плюс програмата. Општина Куманово ќе користи финансиска поддршка од владата за реализација на стратегијата за подобрување на состојбата на ромите. Градоначалникот Максим Димитриевски ги потпиша договорите и информираше дека се обезбедени 280.000 евра со кои владата ќе партиципира во изработка на проектите. Куманово е една од 12 општини во Македонија кои подготвија локални акциски планови за имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на ромите и ќе користат финансиска поддршка од владата за реализација на конкретните проекти. Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски заедно со министерот за локална самоуправа и министерот задолжен за имплементација на стратегијата на ромите ги потпиша договорите и информираше дека се обезбедени 280.000 денари со кои владата ќе партиципира во изработка на проектите за населбите во кои што живеат граѓаните од ромска етничка заедница. Според Димитриевски, за овие населби кои главно се дивоградби, потребно е да се изработи проектна документација. Иако се символични овие средства, сепак прв пат владата ги доделува за општините. Досега немало таков случај. Благодарни сме и рационално ќе ги искористиме строго наменски на одреден проект и очекуваме дополнителни средства за реализација на конкретни проекти, рече Димитриевски. Неодамна и министерот без ресор задолжен за имплементација на стратегијата на ромите Аксел Ахмедовски ја посети Кумановската населба Средорек и тогаш најави дека жителите на оваа населба ќе добијат канализацијска мрежа, пошто улиците ќе бидат асфалтирани. Средствата во вредност од 3 милиони денари се обезбедени од владата преку Министерството за транспорт и врски, согласно стратегијата за подобрување на состојбата на ромите. Во продолжение следуваат кратките вести од Македонија. Околу 1000 деца од семејства во социјален ризик бесплатно ќе зимуваат 6 дена за време на зимскиот распуст во 2019 година. Владата денеска на 110-та седница ја прифати информацијата за реализација на проектот за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток. Се работи за деца родени од 2004 до 2009 година, односно редовни ученици кои во учебната 2018-2019 година посетуваат 5, 6, 7, 8 и 9 одделение од семејства во социјален ризик, односно корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, детски додаток и децата без родители и родителска грижа, како и деца корисници на посебен додаток до 26 годишна возраст. Децата имаат право на зимување 6 дена кои што ќе бидат надополнети со едукативно-забавни активности. Децата корисници на посебен додаток или деца со инвалидитет имаат право на придружник за време на користењето на оваа услуга, соопшти владината прес-служба.
Според македонскиот премиер Зоран Заев, досега преспанскиот договор донел пораст од 18,7% во трговијата со Грција откако е потпишана спогодбата. Секоја година имаме над 1,7 милиони граѓани кои ја посетуваат Грција, а 1,5 милиони граѓани постојано доаѓаат во посета. Ова покажува вистинско пријателство меѓу нашите граѓани, рече денеска тој пред новинарите. Истакна дека се очекува проширување на соработката во повеќе дејности. Потребни ни се отворени врати за повеќе работи за спорт, култура, образование, туризам и за економија. Имаме многу предности и можности пред нас и се надеваме дека нашите граѓани наскоро ќе ги почувствуваат придобивките, додаде Заев. За потребите од забрзување на реформскиот процес и справување со предизвиците поврзани со владење на правото, корупцијата и организираниот криминал, со фокус на корупцијата на високо ниво, како и за перспективите и подготовките за предстојното председавање на Финска со Советот на Европска Унија во втората половина на следната година, дискутираа денеска учесниците на конференцијата. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски посочи дека колку и да звучи како клише, владата морала да носи стратегии за различни сфери, затоа што немало оставено такви насоки за действување од претходната, која, како што рече, била единствено насочена кон стратегијата за одлевање на парите на граѓаните надвор од државата. Истакна дека во делот на борбата против корупција во функција е Националниот комитет за борба против корупцијата, како консолидиран систем меѓу институциите, преку кој може да има брза размена на информации и во рана фаза да се детектираат одредени постапки. Имаме веќе 7 случаи во кои е покрената одговорност, а наредниот период ќе има уште многу други случаи. Ќе има интересни моменти за јавноста, за невладиниот сектор и за сите нас, кои ќе покажеме дека имаме јасна, недвосмислена борба против корупцијата, посочи Спасовски. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево, а дуваше југоисточен ветер. Максималната температура се искачи до 3 степени, а минималната беше до -4. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со замрзнат дожд, а ќе дува југоисточен ветер. Дневната температура ќе достигне до 4 степени, а утринската ќе биде до -3. И тука е крајот и на вечерашниот дневник. Имајте убав остаток од денот и се гледаме повторно утре во исто време. Довидување.